Почитувани, добар ви ден. EU Farmer во потрага по корисници на средства од ИПАРД програмите. Во последниве години радува фактот што во Македонија многу млади луѓе почнаа да се занимаваат со земјоделство и фармерство, иако претходно немале никаква допирна точка со земјоделството, ниту пак имаат некаква семејна традиција. Еден таков пример имаме и во Свети Николе, што ќе ви го презентираме во денешната емисија. Следете. Како долгогодишниот угостител Горан Митев од Свети Николе одлучи да се занимава со земјоделство и фармерство? Пред 6-7 години, односно кога беше 2008 година, седејќи така во ресторанот, со едно моје пријателче кој веќе беше навлегло длабоко во земјоделските работи и гледајќи на телевизија како самата влада, државата дават субвенции, помош, едно друго, мислев дека ќе биде добра перспективна гранка во мојот бизнис, така речено. И одлучив, консултирајќи се со пријатели и роднини кои веќе имаа искуство, одлучив да аплицирам, да земам земја и да направам назад лозов, па овошен, и така едно по едно. Дојдовме до ово што е денес. Какви беа реакциите на самиот почеток кога одлучивте да се занимавате со земјоделство на вашите пријатели, на блиските? Имаше ли сомнеш во сето така? Не да имаше сомнеш, дури така доваеше дури као на хумор си правеа со мене дека од мене не бива тоа, дека тоа е за луѓе кои се бават од детинство со земјоделие и така натаму, него меѓутоа еве се установи дека секој, па и јас на касни години да почнем со земјоделие, може да успее долго посака, без разлика на возраст, на обврските, на дејностите кои ги убавува и така натаму. Овде се наоѓаме сега во вашава краварска фарма, во селото Алакинци, оддалечено околу 20 на километри од Свети Николе. Тука практично блиску ви е и лозието и насадите со сливи. Кажете ми, зошто токму ова место? Овдека ви беше вашата земја или земавте и земја под наем од државата? Земав земја од државата, 26 хектари до сега. После долгогодишни насади на 30 години под закуп. И направив анализа на земјиштето, местоположбата, сончевите денови, сати, така натаму и дојдовме до заклучок дека поднебјето на кое се наоѓаме сега е сосема добро, солидно за лозово овощарство и за отгледување на други и ратарски култури. Еве сега ова е краварската фарма, колку крави имате? Моментално има околу 14-15 стелни јуници, две се постари, по 4-5 години, другите се јуници, одбирани од добри сортни млечни мајки. Се надеваме на проширување и на подобрување на сточниот фонд за понатаму. Ќе се задржите само на крави или и некој друг добит? Планираме и дел да уфрлеме и козарство. Се надевам до година, пошто ова година имаме така женски јарења за приплод. Па зависи од бројот на козите, како ќе се покажат према местото, према тие работи, ќе одлучиме дали ќе прошируваме за козарството или ќе останеме само на кравите. Како се снаоѓате со добиточна храна? Со храна, дел од свое производство, дел се купува, самите околни села, земјоделците. Имаме негде околу 6 хектара точен овес со грасот на сејано, тоа ќе иде за
косидба на зелено за балирање. За житарици има негде околу 2 хектара насадено јачмен, за другото ќе се закупува и ќе се комбинираат работи. Кажете ми, дали користите некакви бенефиции од државата? Конкретно ме интересира за креварската фарма. Креварската до сега не сум, пошто е се тоа од скоро веќе нема ни година почнато. Не сум ни аплицирал, не сум ни барал ништо, меѓутоа мислам дека сега со новите овие огласи за ИПАР програмите, мислам дека ќе аплицираме за дел од систем за мозење, лактофризер, оно што треба се за едно малку бар, така посовремено фармиче да го направиме. Гледам овде имате и електрична енергија, имате и вода. Беше ли тешко вода да се најде овде? Електрична енергија има поставено, мислам електрична струја е поставено секаде. Вода е доведено со доволен притисок 4 бара. Поилките се секогаш во функција, има услови за солидна работа. Сега ќе видиме како ќе биде и со луѓето околу самата работа, пошто еден од големите проблеми моментално овде, а и мислам дека и во цела Македонија е луѓето, недостаток на работна рака за работа во фармите, во земјоделието и така натаму. Колку луѓе овде конкретно во фармава имате ангажирани? Моментално само еден. Сега за сега, пошто на таа бројка на сточен фонд е доволно еден човек и задоволува работните задачи да се извршат на време. Кога доаѓавме наваму, забележавме патот дека има своји мали оштетувања. Ви представува тоа проблем? Тоа е баш поголемиот проблем, не мал него голем проблем, пошто патот е тампониран со доста пропусти, кога е врнежливо, снег, наноси, така да малку е потешко проводен и тоа ќе ни биде еден од поголемите проблеми за делот на транспортирање на млекото и откуп на самото млеко за понатаму. Во непосредна близина на фармава забележавме дека имате направено и куќичка. Да ви кажам, пред 2 години кога престојуваме во Словенија, одредени вакви краварски фарми имаат направено и тие ги викаат туристички кметии, значи за развој на рурален туризам, кои што функционираат со години, па да речеме некои се стари дури и по 1 век. Дали вие може би во перспектива размислувате за развој на рурален туризам, па сето ова да ви биде при помош, да речеме на одреден хотелски капацитет, ресторани и така натаму. На место уште прошлата година разговарајќи со своите деца, донесовме нека одлука, пошто тука блиску поминало и самиот автопат кој е сега во изградба Скопје-Штип, во близина е на 2 км од овде. Гледавме парцели, размислувавме на тоа и уште сме на таа мисла да може да се аплицира во стилот на една целина, да се земе, да се направи со соби за престој, со така како едно мало етно село, па ќе видиме за понатаму. Размислуваме, гледаме, се надеваме дека ќе успееме и во тоа. Значи да се заокружи процесот. Заокружи и она работа што сега работиме и долги години уназад да донесеме и овде во руралниот дел на Свети Никола. Кој е вашиот став после 6-7 годишно искуство во земјоделството? Сметате ли дека сето ова има перспектива за воиднина? Да. Секако перспектива дефинитивно има, особено за Македонија, за Овчеволието 100%, со гаранција за тоа што кога јас гледано пред 6-7 години лаички, не знаејќи што е земјоделие, сега увидов и гледам дека може една фамилија без проблем да екзистира, да живее со многу помала хектаража него што ние што ја поседуваме таа моментално. Така да мислам дека со помошта сега што ја дава државата, со самите субвенции при самите насади, субвенционирањето секоја година, многу различни програми на помош од ИПАР, од рурален развој и така натаму, мислам дека има голема перспектива самото земјоделие и сточарството, се надевам, пошто сточарството е една од малку потешките гранки за развојот кај нас, со тоа што го напоменавме претходно, дека најголемиот проблем е работната рака. Али, од моја гледна точка, се надевам дека сите тешкоти ќе се пребродат и ќе успееме во се што е замислено.
Веќе сте запознаени од прилика со ИПАР програми, сте слушнале нешто? Да, ја веќе имам и аплицирано претходно, мислам дека 2009-10 во делот на лозарството, имам изработено проект, имам добиено и успешно се справевме и тогаш, иако околностите беа други, идеше малку потешко 2009-10 за добивање на ИПАР средствата. Гледам сега е многу по-упростено, по-лесно да дојдеш до самите тие средства, така да слободно кој има потреба и желба и да работи, да може слободно да аплицира за тоа што дефинитивно се стварно речи го полеснети работите за да дојдеш до средствата кои ги нудат самата програма за развој на земјоделието и на стоčarството. Кога го спомнавме ИПАРДов и тоа дека сте аплицирале конкретно за лозјето, сега одиме да го посетиме лозјето и таму ќе го продолжиме разговор. Одиме да видиме и таму како е. Гора не дојавме на вашето лозје, тука во непосредна близина на фармата. Рековте дека за ова лозје имате искористено и средства од ИПАР. Зашто конкретно ви дадоа средства? ИПАР програмата искористивме за системот капка по капка кој е поставен и се гледа оде за поставување на столбови и на жица. На колкава површина е се тоа? Лозјето е над 10 хектара површина и е вранец со мал дел, околу 10% има смедрец. Ова е лично ваша земја или? Не. Ова е од државата на концесија на 30 години користи. Дали претходно направивте анализа на земјиштето за да одлучите да насадите вранец и смедерек? Тоа е суштината на секој почеток на работење со земјоделието. Направивме анализа пред да садиме, уште кога и го зедовме, дали да се сади овошни насади, лозови. Кога направивме анализа, установивме дека самото земјиште, поднебјето и така натаму, сончевите денови, самиот провев на ветрот и така натаму одговара доста за лозов насад. И одлучиме да насадиме лозов насад. Веќе сте имале берба? Да, прошлата година имавме солидна, убава берба. Количински не оноко колку што треба, меѓутоа на квалитет беше доста солиден, односно со многу убав квалитет. Немаше скапување, немаше растурено, расипано грозје, околу 10 до 11 тона по хектар. Го обравме, го пративме во Црна Гора, како квалитетно, здраво и со доста шекери, околу 20 малигани имаше шекер, така да прошлата година бевме 90% задоволни од бербата и од самото грозје. Имавте потреба за поголема заштита? Заштита не. Заштита имавме 4 пати редовна заштита, почнувајќи сега како што гледаме во оваа фаза, уште 15-20 дена кога се оформи листот, почнува првото прскање, првата фаза на прскање заштита со инсектициди за пламенјачот. Прскавме 4 пати во годината и последниот пат само од скапување да го заштитиме самото грозје. Рековте го пласиравте грозјето за Црна Гора. Сами ви дојдоа купци тука или вие се потрудивте за пасот? Дојдоа купци преку кавадаречка фирма која имаше сите потребни документи за извоз. Преку нејзе си одеше транспорт преку Албанија за овци, не знам каде беше бар. Небитно, главно со сите потребни документи, заборав како се вика фирмата од кавадарци, меѓутоа дојдоа купците, си понудија цена. Која беше цената? Цената беше 14 до 15 денара, зависи како ќе паднеше камионот и самиот квалитет на грозјето. Зашто токму вранец и смедерек?
Враница Смедеревка. Јас не можам многу, не сум компетентен и не сум агроном да зборувам, меѓутоа слушајќи и поштувајќи ги старите стручници, така кажано, околу оваа бранша, како основно нешто, за да се постигне било кое вино, треба Смедеревското и Враница, како база за сите други вина. Така да на некој начин пласминот на ова гројзе е посигурно него било кој друго, да речеме, од сортните вина, како ова лозви, како што се Траминец, Сувиньон, не знам, Шардоне и така натаму. Питање дали ќе има пласман и како ќе биде со цените и така натаму. Количината на издашност на во килограми на една винова лоза на Шардоне или на ова е многу помала во однос на Враницата и Смедеревката. Овде рековте имате систем капка по капка, кофинансиран со средства од Европската Унија. Вода има редовно? Вода имавме бушотина, една, направивме уште една и со собствени средства, преку исто со проект направен преку Министерството за животна средина, добивме дозвола за бушотина, направивме уште една бушотина и системот капка по капка го користиме од собствени бушоти. Ланската година рековте обавивте првата берба. Во овоштарството, па и лозарството е познато дека тешко се наоѓа работна сила. Каква беше ланската ситуација и што очекувате годинава? Па ланската година добро поминавме. Јас сум задоволен од луѓето кои беа тука. Обично беа граѓани од Свети Николе. Иначе се случува да некои луѓе имаат поборување од други градови кога доаѓа тој период на берба на овошни, на лозови насади. Ние добро поминаме со граѓаните од Свети Николе. Јас сум задоволен од нив, се надевам дека се и тие. Се надевам дека и ова година ќе бидат истите, ќе бидат повикани на бербата, здравје, биде се во ред. Инаку малку е тешко со луѓе за работа, за берба кога дојдат тие периоди, пошто треба се отеднаш да се обере целиот плод, не е само кајна, но и другите, и доаѓаат луѓе и други градови. Се потешко и потешко е за луѓе за работа околу берба на поле и со стока и така натаму. А со механизација како се снаоѓате? Механизација имаме 2 трактора сопствени, не се аплицира на 50-50, ова година планираме. Приклучни машини си имаме потребни за сите дејности, односно убавување на орење, на прашење, на прскање, приколици за берба, гајби сопствени и така натаму. Значи се е обезбедено и имаме сета потребна механизација од сопствени средства до сега. Кога доаѓавме на кај Свети Николе, забележавме дека целиот овој простор во поодамнешни времења пред 15 на 20 години беше поприлично запуштен. Сега веќе може да се забележи дека се тоа ораници, посејани со жита, со јачмен, па еве и многу лозови насади забележавме и други насади со овошки. Интересира, дали разговарате еве во овој крај за здружување, за заеднички настап, за размена на механизација со оној познат машински прстен и така натаму? Еднаш, пошто во суштина се знаеме сите како мало место, си помагаме еден со друг, кој како има потреба, би треба трактор, уште еден пуштиме, па мене ми треба приколица да ти пушти и така натаму. Меѓутоа, потребата од здружување дефинитивно е многу потребна, и при само аплицирање на и за во ИПАР програмата за рурален развој, како здружение на виноделци или како задруга или фармери или така натаму. Поволностите и подобностите што ги нуди самата програма се многу подобри и попристапни кога си здружен, кога си во задруга, во здружение или така натаму. Така да во скоро во план сме, има негде 3/4 овде што фигурираме на овие простори, да направиме нешто, разговараме, па се надеваме дека и тоа ќе го реализираме. А инаку што се однесува до самото земјиште, сами гледате дека буквално
Сите гледаат секое парче земја што е обработливо да биде обработено, посејано, насадено, особено и со лозови, со овошни насади, затоа мислам дека овој дел од Македонија е прилично чист, здрав, и се повеќе и повеќе. Јас колку што сум запознаен во овој дел последните 4-5 години има негде околу 100 хектари нови насади на овошје и на овошни насади и на лозови насади. И мислам дека ќе има уште проширување доколку продолжи исто програмата со помош на самите земјоделци и ИПАРД и за руралниот развој. Ова е вашиот лозов насад, покрај ова уште што рековте имате насадено? Овошен насад имаме, кој може да се види јако доле околу 10 хектари тоа е слива, модра слива ние што ја викаме, односно стенли слива. Таа е сега се надеваме ова година на негде околу 3 до 4 хектара веќе ќе има добра берба, за до година треба целата површина да биде спремна за берба. Можеме сега да појдеме да ги посетиме насадите. Ете гора на ова е, значи, насадот со слива. На колку хектари е сливата? Исто на 10 хектара е и овошниот насад. Слива е, сорта Стенли. Има поставено исто систем капка по капка, исто од националната програма, што е 2007-2013 ИПАРД програмата. Имавме мали проблеми на почетокот, меѓутоа се е пресадено, зафатено, така да сите дрвца се во добра кондиција. Се надеваме дека до идната година целиот насад ќе биде спремен за берба. Кажете ми колку години се стари овошки? 4 години се стари, така да во долниот дел од таа страна има доста поголеми дрва кои се зафатени прво, пошто имавме голем број на незафатени садници, меѓутоа етапно секоја година досадувавме постепено и достигнавме бројката од 4000 садници, така да сега нека има само уште 1 до 2% незафатеност. Иначе е комплетно пресадено, зафатено и се надеваме за година-две дека ќе биде во полна форма. И да се надеваме дека и годинава веќе ќе имате берба. Ќе имаме секако на 2 до 3 хектара, меѓутоа за година-две ќе биде на целата површина бербата. Благодарам. Молам. Бројот на земјоделците во Светиниколскиот регион постојано се зголемува, а со тоа и на земјоделските површини. Ефектите од помошта што ги нуди владата на Република Македонија и Европската унија преку ИПАРД програмите веќе се забележуваат. Ова беше се за денеска во денешниот ЕУ Фармер. Екипата што ја подготви и реализираше денешната емисија ви посакува пријатен неделен ден.